se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Tatko moj, nevesem, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, nevesem, se vraćam pak kaj tebe. Mir vam, amin. Dela apostolski od 12. glava pa natamu. Čitame od Svetото Pismo, od životoslovo Isusovo, od Словото на животот, od Словото koje je поостро од секаков меч. И ако го изберете и порасне во вашето срце и се овоплоти и стане тело во вас, ќе ви дарува живот вечен. И ќе разберете дека на земјата сме дојдени да научиме да се љубиме еден со друг, бидејќи тоа е заповедта на Господа Исуса Христа. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, да се љубите. Зошто е толку тешко на земја луѓето да се љубат? Затоа што се падната природа, спротеставени се на Бог. Тие се вавилонци кои изградиле кула, им се измешани јазиците и не можат ништо да разберат. Тие се синови на сатаната, како што се наречени овде, и не го слушаат Словото. Таткото на лагата, кнезот на овој свет, кој му е дадена земјата, и кога ќе освоите некоја територија, мала група луѓе кои ќе поверуваат во Исус. Тоа е ослободена територија, Исусова територија, Исус Христова територија, и тогаш тој доаѓа и напаѓа. И како што вели во Филипјаните, јас треба да го бранам Евангелието, и вие треба да го одбраните Евангелието. Заповедта е да се љубиме еден со друг. Зошто не можеме да се љубиме, тоа е клучно прашање. Погледнете што се случува во Македонија. Секој против секого. Сребролюбие, крадење, лажење. Лажење. Челникот на земјата лаже без срам и перде. Го лаже народот. Чудно е како луѓето го подржуваат. Па затоа што немаат љубов, затоа што се сатанска природа, затоа што се падната природа. Затоа што немаат љубов. Бог е љубов, мојот татко на небесата, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Да пребиваш во љубовта подразбира да ја почитуваш првата заповед, да ги љубиш сите. Да ги љубиш сите овде во Маврово. Надвор врне снег. Сал со Бога сум. Смртта на Ирод. Ирод беше гневен. Кој е Ирод? Па некој од вас таму, некој од нас, на стирците и сидонците.
Ирод беше гневен. Пазете, гневен човек како завршува. Но тие, бидејќи нивните земји добиваа храна, лицемерно братолюбие од неговото царство, Тирците и Сидонците се договорија и дојдоа кај него еднодушни. Еднодушни, една мисла, тие што беа во Исус, има интересен стих. Беа една мисла, едно срце, една душа. Се им беше заедничко. Значи, битно е едно мисли. Ако тргнеш со некого на пат што не мисли како тебе, каде ќе стигнеш? Тој зборува за Исусовиот пат. Значи, и непријателот кога е еднодушен. Еднодушни се, например, македонските парламентарци од македонската самопослуга, кои го продадоа името. Еднодушни се, бидејќи му служат на мамона за сребролюбие. Значи, тие беа еднодушни, се договорија и откако го придобија на своја страна власт и име на човек, власта, царевиот собар. Царевиот собар, оној кому му служи и кој кому му служи, побараа мир Тирците и Сидонците. Во договорениот ден Ирод, облечен во царска облека, седна на престолот и одржа говор пред народот. И словото е од Бог, и сите слова се од Бог, вие ги земате тие слова, ги извртувате и по своје волие, по волос, ги озвучувате. Пишано е. На почетокот беше словото во Јован и словото беше во Бог. Сатаната нема словото, ги употребува, тие слова ги извртува. Му вели на Исус, ако си Бог, кажи им на овие камења да станат лебови во Божјата драма. А Исус му вели, пишано е, човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Исус вели, мојата храна е да ја извршувам волјата на оној што ме прати. А народот воствикнуваше, значи одржа говор Ирод, кој беше гневен на Тирците и Сидонците. Тие применија лукавство, лицемерно братолюбие, сатанска стратегија. И народот воствикнуваше, одржа говор, седна на престолот. Ова е глас Божи, а не човечки. Луѓето кои се телесни не разбираат што е глас Божи, што е глас човечки. Но ненадејно во истиот миг ангел Господов силно го удри, зашто не му воздаде слава на Бога. Ангел Господов силно го удри, зашто не му воздаде слава на Бога. Пазите. И изеден од црви, тој умре. Изеден од црви. Почетокот беше гнев, лицемерно братолюбие, интерес, продавање. Држиш говор, мислиш дека си ти Бог, паѓаш изеден од црви. Тоа е кратката приказна на човечкиот живот. Гнев, осудување, лицемерие, нељубов. И потоа држиш говор, мислиш дека си ти Бог. Јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото и паѓаш изеден од црви. А Словото Божјо се повеќе се растеше и се распространуваше. Слава ти, Господи Исусе Христе. Варнава и Савле, откако го исполнија задолжението од Ерусалим, се вратија во Антиохија, откаде што го зедоа со себе и Јован, наречен Марко. Во Антиохиската црква имаше некои пророци и учители, Варнава, Симеон, наречен Нигер, Луци, Киринеецот и Мананин, кој беше воспитан заедно со Ирод четворовласникот, кој заврши изеден од црви, а овој заврши во Исус. И Савле, што значи просветлен, Саулус. Тој беше просветлен и ги гонеше христијаните. Мисли дека е просветлен. Не тоа што мислиш ти, тоа што мисли Бог. А потоа стана Павле, што значи најмал од апостолите, дете, бебе, произлезено од Отецот на небесата. Еднаш кога служеа на Господ и постеа, Духот Свети им рече. Дали црквите постапуваат некогаш по Духот Свети, земниве цркви што ги познавате, сите деноминации. Одвојте ми ги Варнава и Савле за дело за кое ги повикав. Ова што го озвучувам словото беше во дух, бидејќи проповедникот од Норвешка на еден христијански собир, кога зборував таму да кажува стихови од Светото писмо во дух,
излези и рече на овој човек да го благословиме за евангелизација по телевизија. Евангелизацијата, благата вест дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот син. Тогаш целата црква, 400-500 луѓе колку имаше доста народ, ме благословија. Во миг на дух беше тоа од срце, иако потоа се сомнева. Значи, одвојтеме ги Варнава и Савле, им рече духот, за дело за кое ги повикав. Исус повикува од дух за дело. И потоа ќе видите дали тоа се развива, дали расте, дали има сила, дали евангелието се проповеда во сила или со човечка мудрост и телесно. Тогаш откако постеа и се помолија, постеа. На еден совет, че треба да го бранам евангелието. Треба да најдем тој стих, што значи. Беше еден гостин наш пријател и рече дека не треба да се пости, не го разбира постот. Го поддржа. Тогаш јас го бранев евангелието, иако не го знаев тој стих, сега исплива. Им реков, а зошто тогаш овој род се истерува само со пост и молитва? Значи, тоа значи да го браниш евангелието на освоена територија од Исус. Собрани во Негово име е слободна зона. Инаку целиот свет лежи во зло. Ние знаеме дека не сме од овој свет, тоа е пишано во Светото Писмо. Ако не го разбирате ова, ви доаѓа наеднаш. Помолете се и речете, Господи Исусе Христе, помогни ми да го разберам Светото Писмо. Помолете се да ги разбирате словата. Тогаш ти откако постеа и се помолија, положија раце над нив и ги пушти. Има два типа на пост, телесен кој е попримитивен и духовен пост. Никого да не осудиш, да им простиш на сите, да ги љубиш сите. Да ја претрпиш штетата. Но мораш да го браниш евангелието на освоената територија. Доаѓа една сестра и објаснува дека мора да се тажи по смртта. И од мене излегува словата, јас го бранам, испаѓа дека се расправам. Потоа духот слегува и доаѓа говор во дух и штама. Никој не зборуваше 10 минути, не можеше да отвори устата, че дојде во сила. И така испратени од Светиот Дух тие слегува во Селевкија, сите тие кои се испратени од таму, отпловија за Кипар, и кога стигнаа во Саламин, тие го проповедаа Словото Божјо во дух во јудејските синагоги, а го имаа со себе и Јован како помошник. А кога го поминаа островот се до Пафос, не идоа на еден човек, магесник, лажен пророк, јудеец по име Варисиус. Ке се појавуваат такви. Мислите дека му служат на Исус, а немаат љубов. Велат дека му служат на Исус, а немаат љубов. Зборуваат за Исус, а не љубат како Него, како Исус. Лажни пророци, себељупци, страстољупци, себефалци. Кој беше со наместникот Сергеј Павле, лажниот пророк Варисиус, човек умен, тој ги повика Варнава и Савле и посака, тоа е битен момент, да го слушне Словото Божјо. Кој не го слуша Словото Божјо не е од Бога. Тоа е суштината. Но им се спротистави Елима магесникот, така всушност се преведува неговото име, настојувајќи на местникот да го одврати од верата. Сатаната ќе ве врзе со нешто за некој човек. И вие ќе скршнете од патот на љубовта. Но Савле, наречен Павле, Савле просветлен Павле, најмало од апостолите, но благодатта кај него не е празна и не поверува напразно. Но не тој, туку духот што е во него, благодатта, се потруди повеќе, направи од сите нив. Исполнет со Дух Свети, Савле, односно Павле, веќе го впери погледот во него и рече: о ти кој си полн со секакво лукавство и злоба, сине ѓаволски, тие што не се во Исус. Непријателу на секоја праведност, нема ли да престанеш да ги искривуваш правите Господови патишта? Искривувачи на правите Господови патишта. Правите Господови патишта се љубов кон се. Штом нема љубов, излегуваш од правите Господови патишта. Еве сега раката Господова е врстеве, му вели Павле. Ќе бидеш слеп за некое време и нема да го гледаш сонцето. Значи, ти се одзема правото да размислуваш. Прашање на моменте, на телесно или на душевно ниво, или на духовно. И наеднаш над него падна мрак
и темнина ичбарајќи бараше водачи покажува каде ќе завршиш на крајот во мрак и темнина. Долина сенка смртта е земјата. Без Исус таму се завршува. Тогаш наместникот, откако виде што се случи, поверува воскитен од учењето Господово. Павле и неговите придружници од Пловија, од Пафос и пристигнаа во Пергија, Памфилиска, во Израел бев. Во автобус се молев, што да направам за тебе, Исусе. Добив. Ете, внатре го добивате тоа, кога се јави, објави Бог, Семокниот Отец. Ки се затресува душата, правиш веќе. А потоа ми рече апостол Павле. Долго не може да размислам што значи тоа. Па тоа што го правеше Павле. Например, не јас да живеам, вели Павле, Исус да живее во мене. Ете, држете се за тоа, или храбро се борев, ја завршив трката, го заборавам тоа што е зад мене, трчам напред пред мене. Или за мене смртта е придобивка. Сакам да умрам и да заминам кај Христос. Павле. Тука Јован се одвои од нив и се врати во Јерусалим, значи дела 13, а тие тргнаа од Пергија и пристигнаа во Антиохија Писидиска. Тука во сабота влегоа во синагогата и седна, значи првиот период тие само на израелците, на евреите им проповедаа. А тие не прифаќаа, бидејќи ги имаат законот и пророците, ги имаат традициите и не сакат да се откажат. Не знам зошто тоа ме подсетува на македонскиот народ кој се држи за своите традиции. Го повикал Исус, а слави се она што е донесено од антиката, женски божества, вакви божества, такви божества. Исус, славата е негова. И царството, и силата, и славата. Ја знаете молитвата. Твое е царството и силата и славата. Кој е? Чие е? На Отецот Небесен во Исуса Христа. Почитањето на законот и на пророците. Старешините на синагогата пратија луѓе да им кажат: мажи, браќа, ако имате зборови за утеха на народот, зборувајте. И тогаш стана Павле, мавна со раката и рече: луѓе израелци, вие што имате стравопочит кон Бога, послушајте. Бог на овој народ, Израел, ги избра татковците наши и го подигна овој народ кога тие пребиваа во земјата египетска во робство, во сатанско робство, во телесно робство, и со раката своја силна ги изведе од неа. И околу 40 години ги хранеше во пустината, бидејќи не сакаа да се променат, не сакаа да љубат. Потоа откако уништи 7 народи во земјата хананска, кои се внатре во тебе. Можете да го читате Светото писмо телесно на едно ниво и духовно. Народите се во тебе: завис, прелюба, сомнеш, нељубов, похотност, страв, себелюбие. Биткога уништи 7 народи во земјата хананска, со ждрепка им ја раздели земјата за нивното наследство. За околу 450 години им даваше судии до пророкот Самуел. Значи, Бог им избираше водачи. Ние денеска на демократски, сатански избори бираме водачи кои се платени. Као што гледате во Македонија, сите структури речи си служат на еден ист извор. На масоните, на сатаната, на ќороси, цијаниши, разни типови кои се вавилонци, блудници кои сакаат да ве распнат, да ја направат како свињата што секогаш се враќа во калта, и песот кој се враќа на својата блуеница. А потоа побараат цар. 450 години има пророци и водачи, израелците побараат цар, сакаме. Бог им го даде Саул, Кисовиот син просветлен, нели? Човек од Венјаминовото колено за 40 години. 40 години ваму, 40 години таму. Кога го отстрани 40 дена, кога го отстрани него за цар, им го подигна Давид, бидејќи Саул излезе од љубовта. Савле, за кого рече сведочејќи: најдов маж по срцето свое, Давид синот Јесеев, тој ќе ги исполни сите мои барања. Тој ќе ги исполни сите мои барања. Дефиниција за Христов слуга: тој ќе ги исполни сите мои барања. Ананија: тука сум, Господи. Павле: тука сум, Господи. Тихо: тука сум, Господи. Или било кој.
Кога те повика Исус, велиш, тука сум Господи, спремен, војник, молитвен војник на Исуса Христа, поднесувај ги сите страдања, како добар војник, молитвен војник на Исуса Христа. Тој ќе ги исполни сите мои барања. Нека биде волјата Твоја, волјата Негова, не Твоја. Значи, христијанин е оној што ја следи волјата на Отецот. Тој ќе ти донесе некој луѓе, ќе ти прати. И ти ќе се разочараш, ќе се жалиш, ќе ревнуваш, ќе се караш, ќе колнеш, ќе се лутиш, како на почетокот, кој беше гневен на тирците и сидонците, Ирод, и заврши со црви изеден. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Кога го отстрани него, значи Давид, од неговото потомство од Бог, според Давид, според ветувањето, го издигна за Израел спасителот Исус. Пред неговото доаѓање Јован како предгласник му проповедаше на сиот израелски народ покајно крштевање и ми ја раскажува целата приказна за да разберат. Вие треба да ја знаете приказната зошто сте на земјата, што барате овде, да јадеме и да пиеме бидејќи утре ќе умреме, не. Тука сте да научите да љубите во свесна состојба, да го изберете Исус, кој ви дарува живот вечен, да постапувате како Исус до крајот на вашиот живот, храбро да ја завршите трката. А кога Јован го завршуваше своето дело, раскажува Павле на израелците во синагогата, прашуваше за кого ме сметате. Навистина, јас не сум тој, но ете, по мене иде оној кому не сум достоен да му ги одврзам ни обувките од нозете негови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мажи, браќа, синови од родот на Авраам, оние меѓува што имаа сравопочит кон Бог, нам ни е испратено словото на ова спасение. Потоа Бог го праќа апостолот Павле кај македонците. Ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Име над секој име, да се свети името Твое, за да се свети неговото име, да се стави на свекник. Всушност, жителите Ерусалимски и нивните началници, бидејќи не го препознаа Исуса, ги потврдија пророчките зборови што се читаат секоја сабота со тие што го осудија. Значи, тие ги читаат пророштвата, ги знаат, ама интересно, не го препознаа Исуса. На едно место вели, го барате Словото да ви даде живот вечен, а не го примате оне што може да ви даде живот вечен, а тоа е Исус Христос. Исус Христос. Исус Христос, Синот на Севишниот Бог, кој ни покажа како од Син човечки се станува Син Божи, значи тој ни покажа на телесно ниво. Значи го осудија Исус и така, иако не најдоа никаква вина за осуда на смрт, побара од Пилат да го убие, бидејќи они не смеат да убијат никого. Замислете, ги читаат словата. Но Бог го воскресна од мртвите. Слава ти, Господи Исусе Христе. А тој во текот на многу дни им се јавуваше на оние што со него дојдоа од Галилеја во Ерусалим, кои се сега сведоци негови пред народот. Исус се јавува после смртта. 400 луѓе, повеќе. И тие затоа поверува, го видоа жив. Затоа оној стих, блажени се оние што не видоа, поверуваа. Вие сте тие што не виделе, а треба да поверувате. Некои од вас ќе видат чуда и ќе поверуваат, ќе се исцелат, ќе им се случи нешто, ќе слушнат глас. Имам една блиска роднина, поверува, откако виде како незиниот сопруг пред незини очи душата ја предаваше во радост на Бог. И ми кажува дека највечер ја напаѓаат цела серија на луѓе и слики. И викам, во името на Исус, кажи надвор од мене, во името на Исус, бегај од мене, јас му припаѓам на Исус. После следната вечер ми вика, цела ноќ ме напаѓа, сенки што демнат ноќе. Има еден псалм, стреби што фрлаат дење. И вика, ова действува во името на Исус, крвта Исусова е врз мене, бегај од мене, бегајте, вика, упорно кога, упорно, спротиставете се со тврда вера, си одат. Видете, Бог ќе ви покаже, ако се молите од срце. Но Бог го воскресна од мртвите, во тој текот на многу дни им се јавуваше и ние сега ви благовестуваме дека ветувањето дадено на нашите татковци, Бог го исполни на нас, чедата нивни, откако го воскресна Исус. А тие не разбираат
Исус воскреснати ја продолжуваат да го чекаат Спасителот. Како што е во вториот псалм напишано: Син мој си ти, јас денес те родив. Ти си син мој, јас денес те родив. Слава ти, Господи Исусе Христе, те сакам, татко мој. А дека го воскресна од мртвите и дека веќе нема да се враќа во распаѓање, рекол вака: Ке ви ги дадам сигурните ветувања дадени на Давид. Затоа и на друго место зборува: нема да допуштиш твојот светец да биде распаѓање, зборува за Исус. Значи, ти им ги кажува сега пророците, пророчките слова што ги читаат, а не ги разбираат на телесно ниво. Затоа не го препознаа Исуса, го распна семокниот Бог и отидоа да си прават Пасха, да си ги прават своите адети. И навистина Давид, откако му служеше на својот род според Божјата волја, се присоедини кон татковците и виде распаѓање, а оној кого Бог го воскресна Исус не виде распаѓање. Бог ни дарува живот вечен. Тоа е Евангелието и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот Божји, го има тој живот. Кој го нема синот Божји, го нема тој живот. Слава ти, Господи Исусе Христе. И така знајте, мажи и браќа, дека преку него вам ви се проповеда простување на гревовите. Ако го избереш Исус, се покаеш и не грешиш повеќе, не осудуваш повеќе. И од се, од што не сте можеле да се оправдате преку законот Мојсеев напишан на камен, преку него се оправдува секој кој верува. Но тоа е битно. Некои деноминации не разбира што значи да се верува во Исус. Веруваш и си седиш во истото. Стариот човек да умре, што значи? Да умре стариот ти. Не љубов. Не љубовта во тебе да ја изгониш 7 народи од ханаneиската земја. Не љубовта да излезе и ти да се претопиш во љубов. Господ ќе ти праќа состојби драми, ќе ти вика вака, така. А ти треба да го браниш Евангелието, да останеш во љубовта, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никога да не осудиш. Слава ти, Господи Исусе Христе. Затоа внимавајте да не дојде на вас она што е речено од пророците. Еви, сонце ми праќа семокниот Отец. Погледнете вие кои презирате, кои се лутите, зачудете се и исчезнете. Зашто во вашето време ќе извршам дело во кое немаше да поверувате ако некој би ви раскажал. Тие видоа и не поверуваа, има на едно место Исус им вели. Ако ги излегуваа јудејците од синагогата, незнабожците ги помолија, незнабожците еве ги. Овие зборови да им се проповедаат и во следната сабота. Повеќе примат човек што е чист, што не е наполнен со доктрини, кој не верувал воопшто, полесно примат колку да излезе од една деноминација, од католичка, православна и протестантска црква, наполнете со разни доктрини. Те треба да се испразни, да умре стариот човек, да го прими Исус. Исус да го учи, Исус да ти покаже, Исус да те поведе, неговата волја да биде, неговата љубов, неговата сила, тоа е христијанство. Ако го излегуваа јудејците од синагогата, значи и кога се распушти собирот, мнозина јудејци и побожни прозелити појдоа по Павле и Варнава, тие разговараа со нив и им советуваа да останат во Божјата благодат. Апостол Павле на едно место вели: на Божјата благодат не остана празна. Може да остане празна, спасен сум по благодат и чекаш. Чекаш такси, чекаш авион да дојде по тебе. Нема треба да станеш и додиш. Исус вели: станете да си одиме одовде. Да си одиш одовде, синко. Во оваа долина на сенка смрт, на следната сабота се собра скоро целиот град да го слушне Словото Божјо. Но јудејците, кога видоа многу народ, се исполнија со завист и му противречеа на она што го зборуваше Павле и Хулеа. Тогаш Павле и Варнава им рекоа отворено: Словото Божјо требаше најнапред вам да ви се проповеда, но кога вие го отфрлате и сами покажувате дека не сте достојни за вечниот живот. Пазете да не бидете недостојни за вечниот живот, достојан за Исус. Бидете свети, од јас сум свет. Вие сте повикани на осветување. Зато еве ние се обраќаме кон незнабожците. Не сте достојни. Не сум достоен да ми ги одврсам ни врвките едно, а да не си достоен за Божиот живот. За вечниот живот е друго, зашто Господ така ни заповеда: те поставив за светлина на незнабожците. Ако не икаш да се промениш во љубов, остануваш во старите доктрини, во традициите, во доктрините на луѓе што доште до некоја вистина преку Словото, од Духот ги водел за одредено време, одредено место. Те поставив за светлина на незнабожците да бидеш спасение до крајот на земјата. Така се настанат и деноминациите.
Поделената Христова црква, поделеното Христово тело, поделениот Исус, распнатиот поделен Исус. Се радуваа незнабожците слушајќи го тоа и го славеа Словото Божјо, Господово, поверуваа сите кои беа определени за живот вечен. Слава ти, Господи Исусе Христе. И Словото Господово се распространуваше и ќе се распространува по целиот крај. Но јудејците, откако ги наговорија побожните и честните жени, побожните, пази, кои ги наговориле побожните, честните жени и градските првенци, тие го гонат Исус, потикнаа гонење против Павле и Варнава и ги истераа. Чукам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам, ќе влезам, ќе вечерам со него. А ти го бркаш. На Исус му велат да си оди од неговиот крај, од градот, кога ги фрли свињите во море, да си замине. Замислете. Тоа е избор личен, го избираш сатаната без Исус. Ти си син ѓаволски. Тие ги истресоа правото од нозете своји на нив и дојдоа во Иконија. Еве и какви се христијаните, а учениците се исполнија со радост. Учениците се исполнија со радост и Дух Свети. Амин, Татко мој, ти благодарам што и во овој ден ми го отвараш моето срце, твоето срце за љубов. Ти предавам се што имам. Нека биде царството Твое, волјата Твоја, силата Твоја. Да се свети името Твое, оставам се во Твоите раце. Го оставам и мојот македонски народ, раскаран, напизмен, без љубов, да испратиш ангели и апостоли, да ги проучат, да го примат Словото, да разберат дека Македонија може да се спаси само во Исус, бидејќи ти си ни го дал името, народите се дадени во Твое владение, ти ги владееш народите, ти ги даваш имињата на народите, ти си не запишал во ово слово Македонец, човек кој го повикува Бог. Брати и пријателе, остани во Исусовата љубов. Повикај го, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ми. Помогни ми. Амин. Амин. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од праземна и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се